Во студиото на Здраво Македонијо по 9 часот се дружиме со доктор Марија Бочевска-Јусен, со Оливер Настовски, професор по народно пеење во ДМБУЦ Илија Николовски Луј и новинарката и писателка Лилјана Грџодамовска. Останете со нас до 11 часот. Така, останете со нас се до 11 часот и велам добро утро за сите вас кои сега се вклучувате на програмата на Канал 5 телевизија и уживате со нашите содржини. По повод Светскиот ден на танцувањето, нашето студио го разубавија дечињата од градинката Пролет, од групата Штрумфови, кои што ќе се представат со одлична кореографија, бидејќи на општински надпревар добија одлични награди. Тоа се звезди на сцената и најдобра костимографија. Можете и вие да ги видите дечињата, а сите ние заедно ќе уживаме во нивната кореографија. Песничката Кајче, што ќе ја исполнат трето одделенци од Централното основно училиште Маршал Тито во Злетово, нека биде поздрав до сите морнари и до сите оние што ги сакаат пловидбите.
Takmış koluna evin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam yakalarsam. И браво за дечињата од градинката Пролет, кои што уште еднаш ќе споменам од групата Штрумфови, кои што освоија награди за најдобар сценски настап и звезди на сцената. Навистина Цеца беа звезди на сцената. Добро утро. Навистина добро утро, Бисера, до тебе официјално поздрав до нашите гледачи. Се надевам дека уживавте во на кратка точка која што ни ја подготвија прекрасните дечиња. Јас ги прашав дали имаат некоја перика, за мене нема, сум века окей вака. Малку се размрдавме навистина утрински, сега ќе продолжиме со разговорите со нашите денешни гости, официјално да им посакаме топло добри деде и да си почнеме Бисера со прашањата. Да си почнеме, имаме одлични гости, различни теми како и секоја утро и секогаш не е интересно кога се актуелностите нели во прашање се што ново. И да им посакаме добро утро на нашите гости, веднаш до мене доктор Марија Бојчевска Јусеин, доктор по функционална медицина. Живеете и работите во Виница, каде што се наоѓа вашата ординација. Па добро ни дојдовте од Виница. Ви благодарам за најавата. Добре ве наште. Так. Драго ми е, ќе зборуваме на многу теми ова утро, особено за младите и жените, кога тироидата во прашање и Хашимотото, но ќе оставиме во текот на гостувањето да ги поставиме сите прашања. Оливер Настовски, се знаеме многу добро, не сте ни прв пат во студиото, професор во Државен музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луи и вашиот народен инструмент тука пред вас, бидејќи денес е светскиот ден на танцот. Да. Може ќе заиграме нешто си. Драго ми е, јас покрај народното пеење, по струка сум етнокорелог, кој што е наука се бави со народните ора. Така да, ете и тоа е еден се погоди како етнокорелог денот. Покрај ората нормално се изучуваат народните инструменти и пеење и продолжуваме со мисијата со фолклорот да можеме да го представиме кај младите и општо кај сите. Така, ќе зборуваме и со вас и за фолклорот, и за игрите, и за народната традиционална музика. И да поздравиме писателка, но и долгогодишна новинарка Лилијана Грџо-Дамовска. Поводот за ова гостување е вашиот прв издаден роман, кој што е кај мене, ева го, Луција, но ќе зборуваме секако и за вашата богата професионална кариера во новинарството. Благодарам за поканата. Писателка, ако се станува со една книга, тогаш сум писателка, ма не верувам. Не, повеќе книги имате, но ова е прво издадено. Да, точно. Меѓутоа, за писателка се уште ќе почекам, мислам. Меѓутоа, ако оваа книга е некаков повод за разговор, мене ми е многу драго, затоа што на Луција ги собра моите пријатели, меѓутоа и оние почитувачите на зборот во смисла на пишаниот збор, меѓутоа во различен вид пишување, колумни, коментари, интервјуа и така натаму. Така, да, вие сте препознатлива како новинарка, но сега кажавме и писателка. Па понатаму сигурно ќе пишувате и други романи, па веќе ќе се согласите дека и писателка сте станале понатаму. Да, верувам, ќе видиме навистина. Така. Да. Благодарам што дојдовте во емисијата, ќе зборуваме и за промоцијата, и за книгата, и за новинарството. Доктор, ќе да почнеме со вас. Ева споменавме за тироидата, за Хашимотото. Ќе објасниме и за таа состојба што точно значи, но дали живееме во време кога оваа диагноза не станува новонормално, бидејќи скоро секоја втора жена како да има нарушена тироидна жлезда.
Тоа што на денешно време Хашимото е многу честа болест, не значи дека е нормално нешто. И дефинитивно јас не прифаќам да го да кажам дека е нормално нешто, затоа што секојдневно работам со жени кои што се 22 годишни, 25 годишни, кои што имаат наполно развиен Хашимото. Што во реално се случува за сите оние гледачи кои што можеби не знаат, значи за самиот Хашимото, станува збор за најчестото автоимуно заболување кај самите жени. Што се случува во реалност? Значи нашиот имунитет кој што има за задача да не предпаси, ја препознава нашата тироидна жлезда како непријател и започнува да ја напаѓа и да ја уништува. И ова е еден временски период кој што може да трае со години, каде што воопшто да не биде засечен на стандардните анализи кои што ги правиме и жената да пати од Хашимото без да знае воопшто дека страда од самиот Хашимото. Да. Што е Хашимотот? За оние кои што не знаат, да им објаснат. Автоимуно заболување на тироидната болест. А која е функцијата на тироидната жлезда? Функцијата на тироидната жлезда значи има толку многу функции, е сврзана со толку многу органи во самото тело што мислам дека нема орган на кој што не влијае. Вклучително на самото срце, вклучително на мозокот, вклучително значи на самата репродукција, на самиот репродуктивен систем. Нема систем на кој што не влијае самата тироидна. Да, за најразлични здравствени состојби често докторите велат, а да провериш тироидната? Да провериш, но што се случува? Вообичаено проверуваме два маркери. Тоа ќе бидат ТСХ, значи и Т4. Вообичаено доколку видиме дека нема промени на самите овие два вообичаено значи параметри, вообичаено си мислиме дека немаме никаков проблем со самата тироидна жлезда. Но во позадина, многу често, во рамките на години, дури и децении, може да постои автоимунен процес, каде што имаме покачување на антителата на тироидната жлезда, без да има промена на тироидните хормони. И овде е најголемиот проблем, затоа што голем дел од жените остануваат недиагностицирани. А како може да се заштитиме, како може да ја заштитиме тироидната жлезда и да внимаваме на нашето здравје? Најнапред, значи, оно што би го дала како една порака за сите оние жени, би сакала да дадам една порака. Значи, затоа што... Осмица е ваша, повелите. Осмисла, кој е осмисла? Добро. Значи, затоа што сметам дека преголема епидемија, значи, владее. Би сакала да дадам една порака до сите оние жени кои што се чувствуваат хронично уморни, но не постои објективна причина за истата. Качуваат на килограми без да консумираат многу храна, може да јадат еднаш дневно, но сепак не зимнуваат или пак качуваат на килограми. Имаат драстично опаѓање на косата или дифузно опаѓање на косата на секаде. Имаат изразени дигестивни проблеми, да кажем. Може да имаат проблеми со самиот менструален циклус, може да имаат проблеми со самата фертилност или да имаат инфертилитет. Во тој случај препорачувам да се испитаат антитела на самата тироидна жлезда или евентуално да се направи ехо на самата тироидна жлезда, каде што ќе видиме визуелни промени кои што се многу карактеристични за самиот Хашимото. И ова се нешта кои што реално секоја една жена треба да ги направи, но за жал многу ретко се прави или се прави во многу касен временски период кога веќе имаме промена на самите тироидни хормони. Значи превентивно не ја проверуваме. Превентивно многу ретко, сметам дека младите генерации стануваат се посвесни со текот на времето и започнуваат да проверуваат веќе кога имаме достап до многу информации на интернет, значи читаат, одат да проверат и веќе овде значи имаме лесна промена што ја гледам би рекла. Позитивна промена. Да, позитивна промена. Добро, ќе позборувам. Да, можеби тоа е така затоа што оние кои што ги набројавте симптоми се многу секојдневни. Дебелењето, се крши косата, ајде офарбана ми е, ќе кажеме, па може за пролетен замор. Има многу врски, работа многу, значи... Да, некако секојдневни се сите тие симптоми. Може би затоа и не ја проверуваме. Премногу нормализирани. Воопшто не сметам дека се нормални симптоми, но ние, нашето општество ги има толку многу нормализирано, да, каде што секој втор човек се соочува значи со ваквите проблеми. Од тип на хроничен умор, може би дигестивни проблеми, може би подоеност, може би киселини, да кажеме, каде што постојано може да отидат, да кажеме, на гастроентеролошки преглед или да отидат на ехо на абдомен, каде што ќе се види дека може би имаат подоен стомак, имаат вишок на гасови, да кажеме нешто што се нарекува метеориза и ништо повеќе. Значи, воопшто не се поврзува дека дигестивните проблеми можат да бидат поврзани со самиот Хашимото.
Така. Да, многу широка и голема тема. Многу. Да. Ќе пробаме да со Цеца колку да опфатиме, можеме, да колку можеме да опфатиме. Професора, колку е предизвик денес да им се приближи народната музика и народните инструменти на помладите? Па, драго ми е што јас сум една генерација кај што младите се повеќе и повеќе се заинтересирани за традиционалните инструменти, општо и македонската музика народна. Се поголем број имаме млади луѓе што ги изучуваат народните инструменти. Самата насоката за традиционална музика игра каде што предавам. Секоја година имаме се повеќе и повеќе голем број на ученици, кое што се отвори уште една насока, освен во нашето училиште и во Битола, каде што е доволно јасно дека народната музика и народните инструменти кај младите е се поголем и поголем интересот. Така, имат ли омилен инструмент, можеби за кој се најмногу заинтересирани? Највише се интересирани за тапанот, пошто секогаш преовладува нормално кај свадбите. Така. И највеќе имаме тапанџи и тие се најбројни и највише сакаат да почнат со тапанот, нормално после како созреваат да земат и некој друг инструмент. Така, денеска не донесовте тапани? Не донесов тапан, да. Донесовте тамбура? Ете, донесов тамбура, пошто тој ми е од првите народни инструменти. Јас почнав со хармоника, но тамбурата ми беше првиот народен инструмент што почнав да го свирам. И ете, не изоставен дел од мене. Така, ќе слушнеме нешто подоцна и како се свири на тамбура, како звучи. тука сме за тоа. Така, Ме бисера и во првиот дел и во вториот, ако додете со тапани, си велам ќе ги исклашиме гледачите од сабајле. Да, многу музика. Многу музика ќе им дојдеше, да. Лилјана, може да продолжиме малку со вас, бидејќи во романот раскажувате приказна за жена која на прв поглед има се, а сепак се губи себе си. Дали мислите дека во оваа приказна може многу современи жени да се пронајдат? Во приказната секако ќе се пронајдат сите жени. Ако не да не зборувам процентуално, но верувам дека ќе се пронајдат затоа што делови од приказната, во делови од приказната ќе се пронајдат. Добро. Таа не е жена, како што рековте, дека не е освестена. Таа е освестена жена, Луција, меѓутоа жена која го остава тоа што го чувствува и го знае за некое подобро време и го одложува соочувањето сама со себе. Затоа што полесно е да се лажат другите, а понекогаш и себе си дека си среќен. И кога ќе се создадат услови, дали тоа ќе биде некаков тригер во одреден момент, и ќе се создадат услови за само спознавање, меѓутоа и за храброст, за чекори, за промени. Лесно е, мислам дека сите, повеќето од жените се свесни дека најчесто ја лажат околината и дека не се лажат толку себе си, меѓутоа промените се тешки заради многу причини, заради комфорот, заради децата, заради многу лукративни причини. Меѓутоа, ова е жена за во 50 и некоја година од животот, кога мислам дека жените се најхрабри. И обично во литературата има дека мажите во тој период се тие што прават промени, најчесто тие се момчињата, а жените се веќе во зрели години на тие години, меѓутоа мислам дека веќе не е така. Не е така и во нашата литература имаме многу малку ликови за жени од 50 и некоја година. Деновиве, после промоцијата, со дружбата, со пријателите по повод книгата, добивам многу пораки. Една од пораките е баш тоа дека од една позната актерка македонска, која беше на представувањето на книгата, ми направи чест и ми напиша дека ова е одлично сценарио за филм, затоа што жената во средните години воопшто не е тема во македонските филмови. Ке нас, како што реков, тие жени веќе се сметаат дека се на залезот и на кариерата и на животот и така натаму, за разлика од мажите кои доживуваат втора младост. Сега мојата книга не е некаква борба за такво нешто, меѓутоа ова е една пивка книга во која би сакала
еве, ако ништо друго да ги натера да размислат. Каде се, што се и дали тоа што го живеат го сакаат. Да, морам да прашам од каде ви инспирацијата за оваа книга и дали може би сте имале некои моменти во вашата кариера новинарска кои што ве инспирирале да ги ставите во книгата? Не е поврзана Луција со никаква случка, нити жена таква постои, меѓутоа таа постои во сите жени. Така. Имињата воопшто не се измислени, имињата сите постојат во книгата и Луција постои и Немања, синовите и Милош, постои и Константин. Да. И така, меѓутоа таа е жена која ви реков дека ќе сака да ги направи промените и ги прави, меѓутоа често кај нас тоа сакав да го кажам дека е поврзано промените дека се поврзани со некого, со некој, најчесто со љубов. Со љубов да, меѓутоа таа ќе видите во книгата да не откривам, таа не избира маж, избира затоа што среќата не е само да се најде некого. Среќата е да бидеш со некого, ама тој ќе ти дава и духовен мир покрај него кога ќе бидете. Така и од нас и наоѓа духовен мир во нешто друго. Тие што ќе ја прочитаат книгата ќе видат. Инаку во мојата новинарска работа, кариера ми е многу претенциозен збор, сум се соочила со многу судбини и во животот, не само во работата, со многу такви судбини, многу такви ликови, меѓутоа Луција го избра еден убав пат кој ретко кој од жените го избрале, а би сакала да се повеќе. Да, баш убаво кажавте. Так, добро. Интересно, ќе зборуваме за Луција, но и за новинарството. Рековме во текот на емисијата. Докторка, да се навратиме на тироидната жлезда и намалената функција на истата. Споменавте дека со намалена функција на тироидна жлезда може да доведе до инферилитет, односно неплодност кај младите, така? Дали навистина имаме криза на плодност? Голема би рекла, огромна. Значи, епидемијата како и кај самиот Хашимото, значи имаме голема епидемија на неплодност. Според Светската здравствена организација, според последните статистики од 2023 година, секој еден човек на 6, значи еден на 6 луѓе се соочуваат со инфертилитет. Но овде сакам да ставам акцент на нешто за кое што многу малку се зборува, но сметам дека треба да се обрне многу повеќе внимание. Што е ова нешто? Значи, во голем дел, вообичаено, кога некој пар, да кажеме, се соочува со неплодност, се обидува за забременување, каде паѓа најголемиот товар? На кого? На самата жена. Кај жената, така. Значи, оди на прегледи, ги прави сите можни испитувања, каде што на мажот може да се направи еден спермограм. И ова е се што се прави. Но според истражувањата, 50% од инфертилитетот се должат на машкиот фактор, изолиран сам по себе или во комбинација со женскиот фактор. Сметам дека е многу важно нешто кое што треба да го навлегнеме и да не го занемаруваме машкиот фактор како причина за неплодност. Затоа што самиот инфертилитет или самото бебче, да го кажеме на некаков начин, создавањето на нов живот е биологија на двајца, не е биологија на еден. Сега се поставува прашањето колку исхраната, стресот, нарушената функција на тироидата, која што сите овие елементи придонесуваат за тироидата, може ли да се спречи на време? Може. Како? Може. Значи, сите овие фактори играат многу голема улога. Значи, спомнам дека еден од 6 луѓе се соочуваат со фертилитет на денешно време. На времето воопшто таа бројка не била каде што нашите баби раѓале по 10 деца без проблем. Да. Но што се случува? Во денешниот модерен свет ние сме изложени на многу фактори кои што влијаат на самиот фертилитет од многу страни, ви рекам. И овде ќе наблегнам, ајде на неколку, нека да наблегнам на неколку. На прво место нека да го ставам сонот. Значи според најсветските значи репродуктивни центри, најголемите светски репродуктивни центри, она што е докажано е дека кај жените кои што имаат
помалку од 6 часа сон во текот на ноќта имаат значително помало ниво на хормонот кој што е одговорен за созревање на самите фоликули и на самите јајцеклетки. Дополнително, дополнително мелатонинот, кој што можеби повеќето гледачи го знаат како хормон на спиење, дека е потребен за тоа да ни се приспие, да кажеме, е еден од најмоќните антиоксиданси за самите јајцеклетки. Така. И за квалитетот на самите јајцеклетки. Поради што, значи, нешто што една жена и еден маж би можеле да го направат уште вечерва, е да направат промени кои што буквално не чинат нито еден денар, што велам јас, значи, да спијат во подобри услови, би рекла. Што значи подобри услови? Значи, сосема тимна соба, да ги тргнат телефоните, не телефонот да спие во собата каде што спијат. И ова се некои основни промени кои што знаат да направат огромна промена. Ова е првото нешто. На второ место се разбира и исхраната. Значи, исто така, значи, она што го знаеме е дека кај исто според самите репродуктивни светски, значи, центри, кај овулаторен инфертилитет, доколку можам да се изразам така, значи, правилната исхрана. И овде сакам да ставам еден дисклеймер, затоа што ми доаѓаат постојано пациентки кои што велат се хранам здраво. Јадењето на одредени намирници кои што се сметаат за здрави, не значи дека е оптимална исхрана за фертилитет. Што значи дека правилната исхрана значително го намалува овариалниот инфертилитет до 66%. Ова е огромен процент кој што ги надминува светските инвитро центри, би рекла. Буквално кога станува збор за успешност и за преминување на самиот инфертилитет и за постигнување на бременост кај овие двојки. Од една биолошка, што велиме, и од една правилно создадена чинија. Така. Да. Одлични совети и препораки, јас и прибелешки запишувам. Слободно. Па и ние учиме од вас, не само гледачите, нели, ние дознаваме нови информации. Да. Така да, храната се разбира дека играе премногу голема улога. Пак ќе кажам, овде треба да биде адресиран, во однос на исхраната треба да бидат адресирани и двата партнери. Значи, дефинитивно, значи не само едниот. Се согласувам дека секогаш, нели, прво гледаме кај жената, каков проблем има, оди на милиони испитувања и на крај ќе рече се е во ред. И сега како да го убеди партнерот дека можеби тој треба да направи некои испитувања затоа што тоа е заедничка грижа. Кај мене се поделени. Значи има реално совесни мажи, би рекла, кои што ќе ги направат сите потребни испитувања, затоа што ние не испитуваме само еден спермограм, да се разбереме. Доколку на самиот спермограм има нешто кое што мене лично ми боди во очи и ми фаќа во очи, затоа што не барам јас само да биде во референтни граници, барам да биде во оптимални граници, така, затоа што еве ќе спомнам тироидната жлезда. Ќе видиме референтни граници или дека е нормално да ни биде до 4-5 во различни лаборатории. Но за да постигнеме бременост, ни е потребно да биде под 2,5. Зошто е ова вака? Дали никој се е запрашал зошто е ова вака? Не. Затоа што оптимални граници се граници на здравие. Да. Не исто како референтни граници. Референтните граници се базирани на целосната население, на независно дали се болни или не. Да. Но кога целиме здравие, кога целиме нов живот, кога целиме нешто, сакаме да бидеме во оние оптимални граници за кои што зборуваме. И овде спаѓа како и тироидната жлезда, значи спаѓаат и некои други параметри кои што сакаме да ги видиме во оптимални граници. Така. Многу убаво објаснато. Народно објаснато за да разбереме. Можеме да ве слушаме цела емисија. Да, не, па просто да не разбира самите гледачи. Точно дека е сосема разбирливо. Да држиме медицински термини, значи каде што никој нема да не разбере. Да биде народно, разговорно и лесно за слушање, да може секој да го разбере. Јас предлагам пред рекламите Бисерче малку музика да слушнеме. Професоре, може ли малку да се размрдаме? Ајде. Може. Оставаме на вас музичкиот избор. Ќе отпееме една песна Твоите очи лено море, кој сите ја знаеме. Пеете вие, ние ќе се смешкаме.
чилено мори, воденски црешни се. Дај ми ги на мене, јас када ги зедам. Мераклено мори, мерака ми помине. Sevda moja, sevda da mi izlezi. Браво, Оливер. Ти благодарам. Благодарам. Браво. Може би ќе имаме време и за уште некоја песна. Понатаму. Тука сме. Во текот на емисијата. И кога веќе споменавме народната музика, народните инструменти, што е најважно што сакате вие да им го пренесете на учениците, знаењето, свирењето на народните инструменти, љубовта кон народните инструменти, или се заедно? Вака, прво кај младите сакам да пренесеме нормално љубовта, си ја сакаат нели својата музика, македонската музика, да си пее прво на свој мајчин јазик, а второ мене ми е мото уште кога почнав да ги учам народните инструменти, секој еден без разлика машко женско да знае да свири еден традиционален инструмент за малтене на како музикотерапија, Да. и се надевам дека во основните училишта, како што порано било мандолината, се свирело... И флейта, ние свиревме флейта. блок Флейта, флейти, да, да, блок флейти. Вие мандолини. Да, мандолини, ама Ангина повеќе мајка ми, јас кога донесов дома мандолина, ова го изборам некојаш, ја зема мандолината и прво што отсвири југословенската химна. Што денес се памти дека тоа било. Така да денеска мене ќе ми е кеј во основните училишта да се воведат традиционалните инструменти, да се изучуваат, и не само како теоретски да се запознаваме, туку и практично, за да можеме после понатака да го владееме тоа и да представиме пред светот. Јас вака ние кажувавме, да представуваме класична музика во Русија не можеме, односно во Виена не можеме класична музика, балет со Русија не можеме, ама со традиционална македонска музика можеме се да се представиме, и тоа си е наше, си го чувствуваме. И затоа, како помали, прво да засакаме музиката, а нормално после да може и да се практикува на нејзе. И нормално секој да почне да, колку ќе е подобар, да се представува во светот, и овие инструменти, верувајте, во светот се многу препознатливи. Јас секако што сум бил, многу ценети. Како да кажам, како гитаристи, пианисти, басисти, сите тие саксофонисти, во светот ги има многу и можеш да најдеш еден куп такви музичари, ама на вакви инструменти се знае дека само кај нас може да се прават прво кај нас и после се изведуваат. Ќе одмориме тука со кратки реклами, ќе продолжиме да зборуваме за народните инструменти, за новинарството и медицината веднаш по рекламите. Ви останете со нас.